Покрај бегалската криза во светот и економската ситуација, вирусот Зика и она што тој може да го предизвика кај човекот се трите главни вести кои што глобално го обиколуваат светот секојдневно. Денеска во контекст на прашањето дали и колку Македонија е подготвена за превенција и контрола на вирусот Зика, со оглед на фактот дека никогаш не се појавил на наше тло, ќе зборуваме во Фактор здравје. Ви посакувам срдечно добре дојде и еве гостинката и незиното представување. Вирусот Зика е денешна тема со која што повторно ве поздравувам во име на екипата на Фактор здравје, вирус кој што покрај многу стручни коментари во однос на научната светска јавност се поврзува со појавата на микроцефалија, синдром кој што предизвикува оштетување на централниот нервен систем и понатаму во животот на новороденчето може да доведе до некои заостанувања во однос на врсниците. Но дали е тоа така и што уште еднаш ќе повтора Македонија прави во однос на превенција и дали сме спремни или подготвени за справување со овој вирус, денеска зборуваме со примариус доктор Гордана Кузмановска, која што е специјалист епидемиолог од Институтот за јавно здравје на Република Македонија, каде го раговоди секторот за превенција и контрола на заразни болести. Добар ден и благодарам што сте со нас. Добар ден, благодарам за поканата. Ние секогаш сме расположени да кажеме збор два повеќе за она што ја окупира светската здравствена јавност, би рекла. И Македонија, нормално, не сме имуни ние на тоа. Во склопот на тоа и Македонија. За да не губиме време, веднаш може на почеток да објасниме вирусот Зика со оглед на фактот дека е познат 69 години на светската јавност. Така. Зошто? Што е тоа како заболување и што предизвикува кај човекот? Ова е едно многу благо вирусно заболување, кој што го предизвикува истоимениот Зика вирус, нели како што се вика и заболувањето. Ова благо заболување не е толку самиот збор, самата карактеристика дека е благо заболување не дава некои големи импликации на здравјето на човекот, меѓутоа од друга страна, како што веќе напоменавте, некои други состојби кои што се ставаат во групата на компликации или исходи на ова заболување, во ова смисла појавата на микроцефалија кај новородени и кај бебиња во утробата на мајката од една страна и појава на некои други невролошки, развојно невролошки нарушувања, доведуваат до се поголема загриженост на светската јавност и барање на начини за координација на напорите на јавноздравствените авторитети за да се утврдат вистинските причинско-последични врски меѓу овие состојби и да се најде можност и начин за минимизирање на ризиците, односно на состојбата која што се случува во овие земји кои што се најмногу зафатени, од една страна, од друга страна да се спречи понатамошното ширење и појава на болеста во земји и територии каде што досега не била регистрирана. Да, благодарам за овој вовед, а во контекст на ова што доктор Кузмановска го спомена, ќе додадам дека СЗО или Светската здравствена организација веќе го подигна нивото на предупредување и нивото на свесност кај државите пред се каде што најмногу е регистриран вирусот Зика, пред се Колумбија и Бразил, но за Македонија и аспектите од денешната тема ќе зборуваме во продолжение. Останете со нас. Кога сте нервозни, психолошки напнати, кога не можете да заспиете, со еден збор, кога сте под стрес, не секогаш помагаат само медикаменти. Мој избор, а воедно и моја препорака, е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреба и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Gay Kids ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. Аха. Gay Kids. A, B, C, D, G. Го прашат се деца, болестите од ова се плашат. Подобро од вратило, посилно од шкелек, имунитетот ке е силен као само речек. Дукица продуктот, здрави резултатот. Ке ти даде се сила да продолжи по патот. Ова не е шега, ова не е виц. За сите деца, пите Gay Kids. За силен имунитет, за здраво детство. Gay Kids. 20 години боледам од белодробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород.
Не може да дишам, особено кога воздухот е загаден и има магла. Но се гушев на пролет и на есен, кога цветаат дрвата. Знае 2 до 3 пати годишно да поминам во болница. Но за мене имало спас, верувајте. Веќе 2 години користам Г Натурал зелено опакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и што е најважно се, почнав нормално да дишам. Јас сум најдобар доказ за тоа дека Г 132 плюс Натурал е чудо на природата. Сакам да го споделам ово искуство со вас се со една цел. Да им помогне на луѓето во изборот на производот кој ќе им го промени животот на поарно. Г132 плюс Натурал е мојот избор. Здравието нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г132 плюс Натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрастните. Земете Г132 плюс Натурал и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Stalo sa vám niečo? Nemáže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Со примариус доктор Гордана Кузмановска, специјалист епидемиолог, денеска зборуваме на тема вирусот Зика. Веќе споменавте што представува ова како болест, но она што е основно да споменеме комарецот. Кои комарци, дали сите комарци се тие што како вектори го пренесуваат овој вирус и по кој пат може да се пренесе од човек на човек? Така, многу е битен начинот на пренесување, бидејќи непосредно во врска со можностите и начините за превенција, односно за заштита од ова заболување. Значи, до сега, ова веќе многу пати е споменувано, пак ќе се повторам, значи единствен начин на сигурно пренесување, оној за кој што светот знае и е потврден, е пренесувањето преку вектор, односно преку комарец. Тоа се посебна група, посебен род на комарци кои што спаѓаат во групата на Аедес, така се викаат, и единствено тие засега со неколку различни типови и подтипови ја пренесуваат оваа болест. Постојат и други додатни начини, засега се уште во контекст на можни начини, непотврдени, значи. Како предпоставка. Ете така. Предпоставка не би рекла, бидејќи непосредно се врзува, значи, со присуството на вирусот или на неговиот генетски материјал во ткива и органи на човекот. Значи, штом ги има во одредени ткива и органи, се поставува прашањето како и на кој начин може да излезе вирусот од тука и да инфицира нови луѓе, значи друга личност, вон онај, како што реков, потврдениот начин за пренесување единствено преку комарци. Накратко ќе проговориме за тоа. Значи, еден од можните начини е пренесување по сексуален пат, значи преку полов однос. До сега постојат само 2 случаи, во многу од медиумите ќе се сретнат 2, 3, неколку, како и да е, значи, светските референтни институции зборуваат само за 2 до сега случаи потврдени, кај кои што сите додатни истражувања не пронашле можна некоја друг начин на пренесување, односно не покажале дека е можно овој вирус да се пренел преку комарец. Еден е случајот непосредно кој што го објави нели Центарот за контрола и превенција на болестите на Соединетите Американски држави. Се работи за случај на заболување меѓу двајца партнери, значи едниот патува во јужноамеричка земја каде што е присутен вирусот и при враќање додека се уште немал симптоми, по сексуален пат се претпоставува дека го пренел вирусот на својот партнер. Како и да е, и кај двајцата отпосле е докажано присуство на вирусен материјал, значи на вирусот, односно на негов генетски материјал кај двајцата, што значи дека е пренесен од еден на друг и сега, пошто не може да се најде во овој момент во Америка, не циркулира комарецот кој што е потентен да го пренесува овој вирус, значи сите дополнителни истражувања покажале дека не може да се наслониме на таа можност. Бидејќи зима таму, нели во зима е, нема комарец, иако ги има комарците присутни, сепак сега во момент не циркулираат, болеста ја немало до сега, меѓутоа засега од сите епидемиолошки истражувања, значи се смета дека ова е можен, најверојатен начин на заразување. Исто така има и претходно еден
опишан случај во 2008 година на човек кој што се вратил од земја каде што престојал, па го пренел вирусот на својата сопруга. Како да е, тоа се лимитирани, значи за сега не постојат сигурни докази за ваков начин на пренесување. И уште една опција дополнителна, бидејќи вирусот, како и многу други микроорганизми причинители на заразни болести, е присутен во крвта на човекот од 3 до 5 дена после инфекцијата и во тоа време, значи, преку крвта може да се предаде од мајка на дете, доколку мајката е во некоја, во некоја фаза на бременност. Како и да е, тој трансплацентарен пренос на вирусот е докажан, можење. Затоа и може би случаите кои што се најчесто сега регистрирани секај бремени жени. Истражувањето на голем број на дечиња со различни, не само микроцефалија, туку и многу голем број на други развојно-невролошки нарушувања на централниот нервен систем, покажале дека постојат силни сомневања за можна врска, меѓутоа се уште не е докажано, бидејќи најголем дел од овие испитувани случаи на микроцефалија и други некои нарушувања и дефекти во развојот на бебињата и на фетусите не покажале дека кај сите е докажана вирусна инфекција. Многу мал процент, само 5% или 3 или 10% од бебињата кај кои што е докажано микроцефалија покажале дека во некоја фаза биле инфицирани од мајката. Како и да е, вирусот се пренесува трансплацентарно, можно е, истражувањата се во тек, значи голем број епидемиолошки студии и истражувања сега се во фаза на спроведување за да се утврдат точно ризиците, факторите и можните начини на механизмот на делување, односно на пренос од мајката на неродено дете. Штом го има вирусот во крвта, значи логично е да може да се пренесува и преку трансфузија на крв од донори кои што во фазата кога дале крв биле позитивни, без разлика дали покажале си симптоми или не, оти најчесто тоа е проблемот и затоа земјите треба се повеќе, значи здравствените власти на земјите треба да обратат внимание на значи донаторите кои што донираат крв треба да бидат тестирани на зика вирусна инфекција, особено ако доаѓаат од земји каде што биле, бидејќи во овие услови во нашата земја, нели, ја нема ако зборуваме веќе за нашата земја, за да не настане грешка, бидејќи таков начин на трансмисија е можен, меѓутоа е невообичаен и многу ретко може да се случи. За Македонија малку подоцна ќе зборуваме, но во однос на клиничката слика, рековте во воведното ваше излагање дека нема асимптоматска е клиничката слика, нема одредени симптоми, што тоа значи? Дали има некои симптоми кои што се поклопуваат или наведуваат можеби на друг вирус, друго заболување, па да дојде до преклопување? Дали треба диференцијална дијагностика или? Така, точно. Значи, како што реков, зика вирусната инфекција, барем од оние сознанија што досега ги имаме, тоа е релативно, да не речам ново заболување, меѓутоа еве сега расте во епидемиска форма. Години. И така се добиваат нови знаења, значи нешто што досега не се знаело. Како што реков, тоа е една блага, само лимитирачка болест, значи поминува сама од себе, како и поголем број други вирусни заболувања за кои што не постои есенцијална терапија, нема лек за вирусите. Симптоматски, значи се само симптоматски третман постои така. Меѓутоа, додека трае, значи, кај тие што се манифестира, се карактеризира со една клиничка слика на покачување на температурата, треска, болки во зглобовите, болки во мускулите, главоболки, малаксаност. Карактеристично што е појава на еден исип по телото, сличен на оној при алергија како што се појавува, макулопапулозен ние медицинарите го викаме исип, и појава карактеристично на конјуктивитис, односно воспаление на очните јаболка со појава на црвенило и солзење. Многу ретко, меѓутоа докажано кај некои случаи на деца и возрастни, појава и на болка во зад очното јаболко или пак некои симптоми од страна на гастроинтестиналниот тракт, што ретко се јават, меѓутоа може да се јават. Би рекла дека ова заболување во склоп на ова што зборуваме за клиничката слика, според едни 60 до 80, според други повеќе од 80% од сите кои што ќе се инфицираат нема да покажат ама баш никаква клиничка слика. Значи болеста ќе помине асимптоматски, човекот нема да знае дека бил заразен и дека е прележал, ќе го носи вирусот во себе и може да го предаде, нели, каде што има комарци со каснување од болен човек да се пренесе на здрав човек. Да не зборуваме за другите непотврдени начини на пренесување, и на тој начин може да даде крв па да стане донор, нели, на заразена крв. Орган може или до сега со трансплантација нема опишано случај дека е пренесена оваа болест по пат на трансплантација, меѓутоа постои можност евентуално ако се докаже сексуалниот начин на пренесување за пренесување преку семената течност во случај, нели, на давање на сперма за вештачко оплодување, бидејќи е докажано дека вирусот преживува и може да се најде во семената течност на мажите,
најмалку 2 недели, па дури и повеќе после значи прележаната инфекција. Оно што уште во овој дел сакам да го назначиме, рековте дека бремените жени и поврзаноста со микроцефалијата како синдром и поврзаноста на вирусот Зика, но би реков во однос на клиничката слика уште малку да дообјасниме или да бидеме појасни. Денга е уште еден вирус кој што многу често се помешува или се преклопува како симптоматологија токму со вирусот Зика. А сега наново кога се прават испитувања на веќе земените хумани материјали, значи серум, крв и серум од пациенти кои што биле докажани во минатото како заболени од денга, особено кај дел од пациентите кои што биле заболени од Зика вирусна болест во Француска Полинезија за време на епидемијата таму од 2013-2014 година, покажуваат речиси сите испитани досега серуми истовремено позитивности на денга и на Зика вирусна болест. Знаете, обично кога ќе се докаже еден причинител, клиничката слика, симптоматологијата корелира, одговара на таа болест, тука се застанува. Значи, денга е, се подудара лабораториското тестирање, епидемиолошката врска и клиничката слика, меѓутоа не се барало друг дополнителен. Сега, кога се испитуваат наново тие вируси, се докажува дека имаме позитивност на Зика. Што значи тоа? Истовремена коинфекција можеби на 2 многу слични вируси кои што се пренесуваат малтене на ист начин, преку комарец, преку истиот тип на комарец кој што ја пренесува и чикунгуњата, и жолтата треска, и вирусот на западно-нилска треска, Вест Найл вирусот. Значи тоа се група на вирусни заболувања кои што сите имаат ист преносител. Тоа значи дека во исто време можеби била коинфекција, можеби била едно заболување па се препознало друго, бидејќи симптоматологијата е речиси потполно иста. Можеби кај денгата и кај чикунгуњата имаме малце поизразена треска и температура, кај денгата имаме поизразени мускулни болки, додека кај чикунгуњата па се карактеристични едни болки во зглобовите кои што се упорни и долготрајни и најчесто се на ситните зглобови, на стапалата, на рацете, на шаките, па тие луѓе обично не можат да отворат, да речеме, шише со вода, тоа е карактеристично, толку имаат болки во зглобовите на рацете или при одење нозете не им држат да можат да одат, поради тоа што стапалата им се зафатени. Дотолку, истите и овие две заболувања имаат исто така можност за појава на тој макулопапулозен испит, дотолку кај што го има кај Зика. Кај Зика би рекла како најкарактеристични симптоми овој конјуктивитот, појавата нели на зацрвенети очни булбуси, солзење на очи, па што е многу сличен па со голем број други заболувања кои што не припаѓаат на оваа арбовирусна група што ги дава овие инфекции што се пренесуваат преку вектор, грипот на пример и голем број други заболувања кои што во раната фаза имаат ама баш иста клиничка слика. Температуричка, треска, болки во зглобови, коски, мускули, малаксна, значи многу нетипична некарактеристична клиничка слика, преклопувана со другите заболувања кои што во исто време ги има точно во овие земји каде што и е застапена ова популација на комарци. Во европскиот дел во последните неколку години докажано е нели со актуализацијата на Вест Найл вирусното заболување во голем број земји, особено оние околу Медитеранот и другите приморски земји што се излегуваат на море, докажано е присуството на тој тигрестиот комарец Aedes albopictus, се вика медицински. Значи, векторот го има, така е, болеста не била присутна, меѓутоа во случај на импортирање, на случај на заболен од земји каде што го има и во услови кога овој комарец ќе биде активен, да речеме во летото, можно е, значи, ширење од импортиран случај и на локална трансмисија, односно ширење на во самата земја каде што тој вирус е воведен и појава нели на автохтоно заболување во некоја европска земја. Во Македонија за среќа немаме доказ досега дека постои некој комарец од типовите Аедес, меѓутоа околните земји го имаат, што не значи дека ние го немаме ако не е докажен или дека нема да го имаме во иднина. Ќе зборуваме за тоа во продолжение, може би така ќе биде пред се поголема. превенцијата, контролата и како да се заштитиме или што треба да правиме, ќе зборуваме во продолжение од Фактор здравје. Останете до крај со нас и во контекст на рекламите кои што следуваат. Ве очекуваме да се јавите и вие да поставите прашање и доколку имате интерес да споделите јавно некое ваше лично искуство. Моја препорака е користење на најдобрата детска формулата за здравјето Г-Kids. Добро е Г-Kids да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настапи. Г-Kids значи силен имунитет, Г-Kids е здраво детство.
Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Продолжуваме со емисијата Фактор здравје и денешната тема вирус Зика, и од тука имате можност и вие во продолжение да бидете дел од емисијата, активен и тоа дел на 60919224 и 60919225, телефонски броеви кои што ви овозможуваат контакт и директно да ја прашате нашата гостинка, примариус доктор Гордана Кузмановска, која што е специјалист епидемиолог и воедно раководител на секторот за превенција и контрола на заразни болести во Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Додека ги очекуваме јавувањето, јас имам многу прашања и вие информации. Рековме дека многу да кажам. И затоа сакам јас помалку да зборувам. Македонија досега не регистрирала случај на вирус Зика, што е она што СЗО или Светската здравствена организација и вие како најреферентна институција во држава за превенција работите во контекст на тоа да го информирате, превенирате и понатаму ако се случи појава на вирус Зика, дали сме подготвени за соодветно реагирање. Така, тоа е еден дел, би рекла, многу важен од работата на Институтот за јавно здравје како врвна национална јавноздравствена институција од областа на превентивата, која што нели основната дејност е да делува за да спречи појава и ширење на некоја заразна болест која што нели се заканува за здравјето на населението. Секако дека голем дел од нашите препораки, она што го знаеме, се базира нели на информациите кои што излегуваат од јавноздравствените авторитети, како што е Светската здравствена организација, Центарот за контрола и превенција на болестите, Европскиот центар, Центарот за контрола и превенција на болестите од Соединетите Американски држави и други јавноздравствени институции, бидејќи, како што рековте, ние немаме искуство, не сме имале вакво заболување досега регистрирано, како и да е, значи треба да бидеме подготвени за ова, па ги практикуваме сите препораки кои што Светската здравствена организација и другите институции ги препорачуваат и кои што постојано би рекла секојдневно се ажурираат и се менуваат. Сите знаеме дека откако на 1 февруари Комитетот за итност при Светската здравствена организација во рамките на меѓународните здравствени регулативи или правилници донесе одлука поради нели се поголемото и основано сомневање за врската помеѓу инфекцијата, Зика вирусната инфекција во раната бременост кај мајките и појавата на различни невролошко развојни нарушувања кај бебињата, пред се појава на микроцефалија од една страна и појава на други невролошки нарушувања кај повозрасни, би рекла, не само кај деца, во смисла на појава на тој Гилјен-Баре синдром. Се поголемите вакви загрижувачки факти доведоа нели до состанок на овој комитет за итност и донесување на одлука од страна на директорката на СЗО за прогласување нели на јавно здравствена вонредна околност која што е од меѓународно значење, и тоа значи дека сите мерки за превенција, за координирање на напорите на меѓународната јавност за спречување на понатамошното ширење на заболувањето се координираат и значи се насочени кон неколку основни работи. Што е тоа кон кое што и ние се нели придружуваме како земја која што во моментот нема се уште регистрирано случај, како и голем број други нели земји, немаме ниту импортиран, да не збориме за автохтон случај. Значи напорите на секоја, да речеме, здравствена власт, значи на секоја држава се пред се насочени кон она кое што е најбитно. Значи знаеме која пренесува болеста и прво напорите треба да се насочени кон редукција на популацијата на вектори, односно на комарци. Тоа ние го правиме години наназад, децении наназад, последните години засилено, откако имаме нели национален акционен план за справување со болести кои што се пренесуваат преку вектори, со посебен акцент нели на
западно-нилската треска, која што беше актуелна во последните неколку години во целиот свет, па и кај нас имаме забележен случај, бидејќи исто начинот на пренесување како и да е. Ова година со малце по-засилена активност и напори кон порано отпочнување со тие активности во Македонија, значи за намалување на популацијата или уништување, елиминирање на популацијата на комарци, значи ларвицидната дезинсекција која што е насочена на уништување и елиминација на комарците кои се во фаза на ларви, значи во развоен облик, во сите водени површини, застојни води, значи да се спроведе што може порано, крај на февруари, почеток на март и понатаму да се продолжи наредните месеци по комбинација ларвицидно и адултицидно, што значи уништување на возрастните комарци кои што се раѓаат. Значи тоа е една од основните мерки која што Светската здравствена организација препорачува и во рамките на тоа. Може ли да го слушнеме првото јавување, ќе продолжиме со превенцијата и планот. Да, добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, господјо, дали темата пробуди интерес да се јавите и да не слушнете? Поздрав до емисијата и поздрав до докторката. Благодарам. Благодарам. Извини, вака малку сум грипосана, само ме интересираше да прашам за вирусот. Дали имат вирус појавена во Македонија? Добро. Дали имат случај или дали има вакцина кај нас? Добро, благодарам за вашите две прашања. Веќе докторката одговори дека нема случаи до сега регистрирани на вирус Зика. Дали постои вакцина? Сакате веднаш или подоцна да одговорите? Може веднаш. Значи, вакцина за оваа болест не постои. Освен на неспецифична превенција за која што сега ќе зборуваме. Зборувате, рековте, дезинсекцијата на адултните комарци и ларвите, односно новороденчињата на комарците идни. Се уште неродените. Да. И би сакал тука да додадам дека не може да се уништат всушност комарците, бидејќи тие се дел од синџирот и на исхрана, бидејќи она што може да се направи, рековте, да се намали нивниот број. Значи секоја животинска врста, вид во светот, значи во рамките на таа биолошка рамнотежа, доколку се наруши, може да допринесе до појава или зголемување на ризикот за појава на некоја друга заразна болест. Што би било можеби и поопасна од конкретно вирусот Зика. Не сум слушнала досега некој да ги уништи комарците. Значи напорите се насочени кон тоа да се намали бројноста на оваа популација на комарци, на сите комарци воопшто, а посебно на овие кои што пренесуваат одредени заразни болести, ако се инфицирани. Се разбира дека има комарци кои што може да не се инфицирани со ниту еден предизвикач да не пренесуваат болест. Не се сите комарци пренесувачи на болести, па ниту ние ќе ги уништиме сите комарци, значи да се редуцира таа популација од една страна, од друга страна во услови кога не постои терапија специфична, во услови кога не постои превенција, односно нема вакцина за ова заболување, сите напори се насочени кон превенција во смисла на примена на индивидуални или лични заштитни мерки како превенција од убод од комарци. Значи кон тоа се насочени препораките на СЗО и кон луѓето кои што живеат во пределите каде што болеста ја има, без разлика дали е во епидемиска форма или како спорадични, поединечни случаи од една страна, и кон патниците од земји каде што болеста не постои, во тие земји каде што ја има, а особено патниците кои што имаат некој хронично заболување или некоја состојба со намален имунитет, и на крај како најважна група, групата на бремени жени, за која што го кажавме постоечкиот ризик, пренесување можно на болеста доколку ја стекнат на нивните плодови, и во тој случај ако се докаже таа врска, сепак значи ризик постои за некој појава на некој дефект на неродените бебиња или на новороденчињата. Како и да е, кон тоа се насочени, значи тие лични превентивни заштитни мерки кои што се однесуваат на покривање на телото, значи носење на соодветна облека и максимално покривање на телото, да не остане што помал дел непокриена кожа да остане, бидејќи на тој начин се редуцира можност за закаснување. Импрегнирање на облеката, односно прскање со инсектициди, со репеленти, кои што ги одбиваат комарците на различни начини, значи бидејќи тоа е како дополнителна заштита. Или прскање, односно мачкање на телото со различни хемиски препарати, репеленти, кои што се дозволени, значи да се мачкаат на гола кожа, согласно препораките на производителот кои што се наведени во секој од тие средства. Особено внимание за малите дечиња, значи дечиња до 3 месечна возраст не треба со некои препарати воопшто да се мачкаат. Понатаму исто така и возрастните лица треба со посебно внимание. Родителите кои ќе нанесуваат на дечињата првен треба на своите раце да втријат од хемискиот препарат, па потоа на детенцето да не се мачка. Лицето може, меѓутоа рачињата воопшто да не се мачкат поради тоа што дечињата често пати ги ставаат во уста и така натаму. Понатаму ставање на заштитни мрежи како многу важна превентивна мерка,
доколку, нели како што рековме, се патува во земји каде што има и за луѓето што таму живеат, доколку престојувате во хотели кои што се неклиматизирани, значи нема климатизација, задолжително прозорците и вратите да имаат мрежи кои што ќе спречуваат влегување на комарци или да се чуваат затворени во текот на денот, најчесто наутро и приквечер кога комарците се најактивни во текот на денот, ноќе е помала нивната активност. И употребување на заштитни мрежи, најдобро испрскани, значи импрегнирани со репеленти и со инсектициди, кога престојувате во такви предели и спиење под такви мрежи. Значи тоа задолжително се препорачува за сите патници кои што одат во вакви земји. Значи тоа се мерките кои што сами луѓето треба да ги преземат за да се заштитат од дубот од комарец. Од друга страна, луѓето за себе во просторот каде што живеат, во своите домови, во своите градини, во непосредната околина, исто така може да делуваат превентивно со тоа што ќе ги елиминираат, односно ќе ги отстранат сите можни садови, контейнери кои што може да се полнат со вода, дождовница или вода која што се чува за различни потреби во домаќинството, па која е застоена. Или да се отстрани тоа, или да се покрие за да не дојде до можност комарците да ги несат овде своите за развој на ларвите и за нели после растење на адултни комарци, возрастни. Превенцијата и мерките на предпазливост ги кажавте, но што е со она доколку се појави, рековте дека е асимптоматска сликата, уште еднаш да нагласиме на вирусот Зика, но како се утврдува покрај една анамнеза од лекарот, дали по лабораториски пат или кои референци се потребни за да се докаже присуството на овој вирус? Тоа не го споменавме, така. Една од препораките на Светската здравствена организација е, значи, јакнење на свеста на здравствените работници за постоење во светот на ваква болест. Имун систем рековме дека треба да е на високо ниво, тоа е една од мерките сигурно на заштита. Ете така да се мисли на тоа. Луѓето кои што патуваат во тие предели, посебно бремените жени, треба да нагласат на својот доктор по враќањето од таму или кога прават редовни прегледи дека биле патувале во тие земји, доколку се појават симптоми веднаш да се контактира лекар за да се спречи можноста, доколку се потврди постоење на Зика вирусна инфекција, да се спречи можноста за понатамошно ширење преку убот на комарци. Тоа е начин комарците наши да се заразат со вирусот доколку можат, нели, доколку се потентни да се размножува во нивниот организам и така натаму. Од друга страна, и секогаш треба да се мисли, значи, земите да ја јакнат чувството за надзор, значи воспоставување на еден надзор за рана детекција на случаи, развивање на дијагностика која што ќе помага, нели, за рана детекција и потврдување на такви случаи кои што се увезени, за сега единствено може да се импортираат. Нивната рано откривање и навремено менаџирање, значи, се спречува понатамошно ширење на болеста, развивање на таа дијагностика. Ние сме во фаза, нели, на набавка, нашата институција, пошто е врвна национална институција, единствена виролошка лабораторија, вирусолошка, која што функционира во нашата држава и е секогаш спремна да се справи со овие предизвици. Веќе имаме реагенси за потврдување на денга, вирусна треска, чикунгуња, вестнайл, западно-нилска треска. Сега сме во фаза на набавка и на реагенси за Зика вирусно заболување. Бидејќи единствена конфирмација на постоење на Зика вирусна инфекција во организмот на човекот е со лабораториско потврдување. Значи со тестовите, без разлика дали се тоа тестови за потврдување на генетскиот материјал, значи РНК-та или самиот вирус во крвта, или за потврдување индиректно на присуство на антитела на кои што укажуваат на неодамнешна инфекција. Инаку, клиничката симптоматологија, која што рековме, е некарактеристична, кој ќе ставиме плюс 80% од пациентите немаат симптоми за заболувањето, заедно со епидемиолошката врска, односно податок дека престојувале во такви земји и лабораториската конфирмација е нешто што се практикува, што потврдува или негира од страна на здравствените работници и токму ради тоа ние се трудиме да ги едуцираме здравствените работници, освен што имаат една информација што се случува, да бидат свесни, да знаат за заболувањето, како се пренесува, кои се мерките на заштита, за да може да ги советуваат своите пациенти, а од друга страна на време да препознаат постоење на вакво заболување. Да, сите овие информации што ги донесовте и дополнително, ако има некој интерес да ве контактира, може лично кај вас на вашата страница на глобалната мрежа и се што е ново актуелно ќе го презентирате овде во Фактор здравје. Секако, ние сме постојано во тек, значи следиме на дневна основа сите новини што се случуваат. Не само во Македонија, туку и глобално пред на светско ниво. На тој начин знаеме толку многу и можеме да елаборираме што се случува во светот и да го спремаме нашето население за
евентуалниот летен период кога постои можност, да, рековте крајот на февруари, почетокот на март, веќе е сезона кога комарците очекуваме нели повеќе да бидат активни како и луѓето раздвижени. Така се поголема активноста на комарците, ако порано беа активни летниот период, сега значи се проширува и тој период временски кога може да се појават, исто како и географската распространетост на се поголем број на земји и територии во светот. Да, ви благодарам уште еднаш и поздрав до вашите колеги во Институтот за јавно здравје. Ми беше задоволство. До некое следно гостување, поздрав до примариус доктор Гордана Кузмановска, која што е специјалист епидемиолог и воедно раководител на секторот за превенција и контрола на заразни болести во веќе споменатата институција, Институт за јавно здравје на Република Македонија. И последно, но не помалку важно, она што неколку пати го споменавме, не само во случајот на вирусот Зика, туку и општо за целото здравје, имуниот систем е оној кој што треба да ви биде на високо ниво и токму затоа единствен одговор или вистинско решение што ние ви го предлагаме е најсилниот и најмоќниот антиоксиданс G132+ Natural, кој што е достапен во сите аптеки низ државава, каде што една 15-дневна терапија чини 1100 денари. Мислете на вашето здравје со оваа јапонска здрава формула и секогаш имајте имун систем на високо ниво. Поздрав до утре и секое добро.